Уште многу одамна, со децении наназад во пијанечкиот крај мештаните за одбележување на одредени празници и свечености се собирале во централниот дел на селото. Во селата од разбиен тип главното собориште било на некое возвишено место, подеднакво оддалечено од сите мала. Најпрво излегувале тапанџиите, за да го разгласат настанот и да ги соберат селаните од најоддалечените места. Додека пак онаму, каде што селото било од збиен карактер, селаните се собирале во центарот на селото, место кое го нарекувале собориште. Насред село, овој пат домакин, беше селото Габрово. Видите, во минатото, во сите наши пијанечки населби, местото кај што се собираат луѓето за одбележување на одредени празници и свечености, секој пат од памти век се бирало да биде тоа во центарот на селото, да речеме сите наши соборишта во селата кои се од прснат тип, имаат местоположба во центарот на селото, подеднакво оддалечено од сите мала и најчесто се бирало некое возвишено место од каде можел тапанот да се чуе надалеку, за да можат сите од малата да тргнат и да дојдат на соборот. Значи тапанџиите прво излегуваат. Во селата од збиен тип, како што е село Габрово, секој пат исто собориштето или местото кај што луѓето играат, кај што целото село се весели, тоа е централниот дел на селото или сред селото. Во чест на некогашните собири, со мислата да се продолжи вековната пијанечка традиција и да се присетиме на некогашните случувања на сред село, Сдруженијето на роднокрајни автори пијанечки глас во организација со Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров и во покровителство на општина Делчево го организираа настанот насловен на сред село. Се случи Голачки фолклорни средби 2009 да ни дојдат гости и лепи вино од Република Бугарија. Тоа се клубот и фондацијата, што значи Елена и Јане Каменарови и фондацијата на земјоделската гимназија при град Сандански, што исто така ја водат Елена и Јане Каменаров. Во координација со нив за доаѓањето за Голачки фолклорни средби произлезе иницијативата на кој начин да бидат тие сместени кај нас во градот и од тука и сите заложби покрај дружењето и сместувањето на децата што ќе доаѓаат и ќе бидат гости во Габрово тие 2 дена, да направиме една меѓународна соработка на тие две групи, на нивната од град Сандански и овде во Габрово на групата Подмладо Копачката, што функционира, се разбира, во рамките на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров. Таа иницијатива се оствари и синоќа бевме на Голачки фолклорни средби. Денес оваа средба значи првични сплотувања за зачувување на традициите, а потенцирано на фолклорот, а по
понатака за развој и на другите традиции. Значи ова е само почеток, а ќе следат понатака соработки взаемни меѓу двете групи. Зошто овој настан го нарековте на сред село? На сред село ни личеше зашто обично кога во селото се случуваат некои настани, се случуваат сред село и сметавме дека тука најголем одзив ќе најде населението да се прибере сред село, а воедно и тоа е традиција од нашите дедовци, прадедовци, нашето минато се собирали и славеле сред село на собори, на разни веселби и така натака. Какви се вашите идни планови? Нашите планови се во иднина да продолжиме да соработуваме со групата Лепи вино. Дали ќе се работи тоа за фондацијата или за клубот, се едно. Така да уште сега има закажано некои средби и гостувања кај нив, подоцна кај нас и така натака. А конкретно за оваа соработка што се случува денеска овде, се надеваме дека ќе прерасне во традиција и ќе продолжи со години наназад. Со автентична носија, карактеристични песни и ора од пијанечкиот крај се представија под младокот на копачката од село Габрово, заедно со игрорната група од професионалната земјоделска гимназија од град Сандански, Република Бугарија. Веселата атмосфера ја надополнија и Елена и Јане Каменарови од фолклорно-уметничката група Лепи вино од Мелник, срцето на пијанец од другата страна на Македонија, како што велат тие. Од кој фолклорно друштво сте? Ние сме од фолклорното друштво Кут Копачка од село Габрово. Со кои ора и песни се представите денес? Ние денес се представиме со ората Ситното, Малешевското, Пајдучко, Елено Моме и други. За прв пат ли сте во Македонија? Не, аз съм за втори път в Македония. Дойдохме да играем. Миналия път бях да пея. Од кој фолклорно друштво доаѓате? Моля? Од кој фолклорно друштво доаѓате? Лепи вино се казва нашата група. И ние представяме автентичен фолклор, български. Со кои ора и песни се представихте денес? Днеска се представиме с Еленино, Копаница, Пајдушко и Малешевско хоро. Иако неколку пати во годината селаните од Габрово и соседните села се собираат на сред село, организирајќи собири и одбележувајќи на различни настани, и овој пат не ја пропуштија можноста да бидат дел од настанот на сред село. И гостите од Бугарија со задоволство го проследија овој настан и со своите камери и фотоапарати го следеа секој чекор на учесниците, оставајќи го во своите најдраги спомени. Колку често се собирате на сред село за вакви настани? Слушай, годинашно, секоја година има си по 2-3 пати. Се собира игрорната купата, ali кажа дека се викаше Копачката. И имаше посета у Румунија, у Швајцарија и така си продолжуваше таа традиција стално. А освен од Бугарија, од кои други места ви имаат посетено овде? Имаше од Бугарија, да и од Румунија највише. 3 пати од Румунија додија туката со Надеја. За прв пат ли се одржува овој настан? Па мисля дека не е прв пат и друг пат, али са особено баш у тој момент таа година прв пат. Мисля дека имало и порано, ама не сам толку баш запознаен или са и мисля дека е многу добро присутни што са од Народна Република Бугарија. За прв пат ли сте во Македонија? В този край на Македонија, да, за први пат в Делчево, иначе сме ходили до Струмица само. Зошто сте овде? Имаме близки роднини, поводи. А сега сме дошли във връзка с участието на клуба Лепи вино и най-вече защото нашите ученици от нашето училище Земеделска професионална гимназия град Сандански участват в тези изяви. И за нас представлява интерес съответно и отговорност да придружаваме учениците. Pesna peje,
Многобројната публика на сред село не остана рамнодушна и со надеж дека овие првични сплотувања ќе прераснат во традиција која ќе се одржува секоја година и ќе се пренесува од колено на колено, се придружија на веселото оро. Орото стануваше се поголемо и поголемо, а со тоа и желбата се посилна и посилна да ја продолжиме, чуваме и негуваме традицијата на нашите дедовци и прадедовци.